Депонијата Буково повторно чади. Отпадот е запален на повеќе локации, а жителите на селата кои гравитираат околу неа секојдневно испраќаат застрашувачки фотографии од загадувањето. Алармираат активистите од Сдруженијето Збогум Буково. Бараат општината да започне со мерките за да се спречи спалувањето и испуштањето отровни материи во воздухот, водата и почвата низ целиот регион. Тоа е стара депонија. 5 децении незе јадрото и гори. Таа е полна со метан, кој што се ослободува при распаѓање на материите, и незе и гори јадрото. Значи, таа внатре е и запалена сама. Не е потребно многу за да тоа почне да чури и да гори така. И да започне да се гради оградата, да се стави таму лице кое што ќе контролира, да почне да се носи земја секој ден и да се има барем малку увид за да не гори толку многу. Трајното решение, вели Карашова, изградбата на регионалната депонија и целосно затворање на ваквите нестандардни депонии. Но иако проектот е финансиски одобрен од европските фондови и домашните институции, граѓаните на Битола не го прифаќаат и ги продолжуваат протестите пред општинската зграда, каде гласно велат не за нов загадувач во Пелагонија. Сега сакаат Пелагонија да ја уништат и цело пелагониско население. Ова е срамота не за Битола, за Републиката Македонија е срамота. Не знам до кај мислат вака да одат. Министерството за животна средина пак објаснува дека депонијата во Новаци ќе треба да биде изградена до 2027 година, за што е обезбеден заем од Европската банка за обнова и развој. И истата ќе биде по сите светски екостандарди. Регионалната депонија е предвидено да биде изградена на девастирано оштетено земјиште кое со ваквото искористување ќе даде бенефит и за населението и за животната средина. На депонијата ќе завршува најмногу до 50% од отпадот што се генерира од сите општини, бидејќи регионалниот систем предвидува примарна селекција на отпадот што може да се рециклира и што ќе заврши во инсталациите за преработка. Сепак, на последната седница на Советот на Битола, советниците едногласно го изгласаа предлогот да побараат од владата измена на локацијата за регионалната депонија.